Ова е редовниот термин за дневникот на К1 телевизија и во него ви ги донесуваме најновите и најактуелните случувања во Македонија, Вардарскот и Квешкиот регион, но имаме информации од светот и спортот. Што се е актуелно и што го одбележа денешниот ден, ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Гаранциите обезбедени, Заев доби мандат за формирање влада. Тодоров на пресконференција, доколку Заев собереше храброст порано и се оградеше од тиранската платформа, Македонија немаше да минува низ оваа криза. За заедничка Македонија поднесе барање до Уставен за оценка за уставноста за изборот на Талат Џафери. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Според председателот Иванов, мандатот за формирање влада е доделен откако се отстранети пречките, односно се обезбедени гаранциите кои што ги бараше како шеф на државата за зачувување на унитарноста на државата и почитување на уставот. Откако председателот Иванов ги добил гаранциите кои ги бараше од председателот на СДСМ Зоран Заев за наменување на унитарноста на државата и почитување на уставот, точно напладне денеска, тој му го додели мандатот за формирање на влада. Почитувани представници на медиумите, пречките за доверување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстрани. Денеска пристапуваме кон исполнување на член 84 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија за определување на мандатот за состав на влада на Република Македонија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која има мнозинство во Собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандатот за состав на влада на Република Македонија. Надминати се пречките за доделување на мандатот, рече во изјава за медиумите мандатарот Зоран Заев. Гаранциите ги дадов пред сите граѓани на Македонија и ги реафирмирав денеска пред председателот Ѓорги Иванов. Како мандатар и иден премиер се обврзувам дека новата реформска влада ќе гради граѓанска, унитарна и европска Македонија. Сите сили ќе ги насочиме да изградиме правда и правна држава, да обезбедиме услови за квалитетен живот на сите граѓани во Македонија со меѓусебно разбирање. Од денеска тече 20 дена во кои мандатарот треба на Собранието на Република Македонија да му предложи состав на новата влада и програма по која ќе работи. Од денеска па натаму, СДС и Зоран Заев ја имаат целата одговорност. Тие го контролираат парламентарното мнозинство и од нив зависи формирањето на идната влада. Зоран Заев е првиот мандатар кој подпишува гаранции дека нема да ги наруши највисоките државни и национални интереси. Тоа не било побарано ниту од Бранко Црвенковски, ниту од Хари Костов, ниту од Владо Бучковски. Тоа доволно говори за сериозноста на информациите кои предупредуваат на ризикот со кој се соочува Македонија, рече денеска на пресконференција Никола Тодоров, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Доколку Зоран Заев собереше храброст и порано се оградеше од тиранската платформа, Република Македонија не мораше да ги минува и овие месеци во политичка криза. Доколку Зоран Заев порано ги дадеше гаранциите кои ги побара председателот Ѓорги Иванов, досега ќе беа деблокирани сите процеси и ќе имавме и локални избори. Од денес натаму и СДСМ и Зоран Заев ја имаат целата одговорност. Тие го контролираат парламентарното мнозинство и од нив зависи формирањето на идната влада. Зоран Заев е првиот мандатар кој подпишува гаранции дека нема да ги наруши највисоките државни и национални интереси. Тоа не било побарано ниту од Бранко Црвенковски, ниту од Хари Костов, ниту од Владо Бучковски.
Тоа доволно говори за сериозноста на информациите кои предупредуваа на ризикот со кој што се соочува Македонија. На гаранцијата која Заев ја потпиша денеска, не се потпишани првите луѓе на партиите на албанците, кои му ја дадоа нивната подршка. Во име на актуелното парламентарно мнозинство е потпишан само Зоран Заев. ВМРО ДПМН знае колку тежи зборот на Зоран Заев. Безброј пати Заев едно зборувал, а друго правил. Безброј пати Заев едно ќе кажал вечерта, а веќе другото кажува следниот ден. Затоа ВМРО ДПМН будно ќе ја следи неговата работа и нема да дозволи од какви било причини да отстапи од гаранциите кои што ги даде. Добивањето на мандат на никаков начин не е поврзано со правото на граѓаните да имаат функционална локална самоуправа. Стои во соопштението испратено од ВМРО ДПМН по доделувањето на мандатот на Зоран Заев од страна на председателот Ѓорги Иванов. Не треба граѓаните и единиците на локална самоуправа да страдаат поради калкулантството и стравот на СДС. Стои во соопштението на ВМРО ДПМН. СДС наместо да ја замајува јавноста треба да овозможи непречено функционирање на единиците на локалната самоуправа до одржување на локалните избори кои не смеат да трпат големи одложувања. СДС треба да го надмине стравот и да покаже барем малку доблест и да се соочи со граѓаните на избори. Ова е став на ВМРО ДПМН искажан преку јавно соопштение. Добивањето на мандат на никаков начин не е поврзано со правото на граѓаните да имаат функционална локална самоуправа. Дилемите на Заев и СДС, какви обврски презале од тиранската платформа и какви гаранции може да му понудат на председателот Иванов, не се на никаков начин поврзани ни со ВМРО ДПМН, ни со Груевски. Не треба граѓаните и единиците на локална самоуправа да страдаат поради калкулантството и стравот на СДС, кои наместо државните приоритети и интереси секогаш ги ставаат партиските во прв ред. Граѓаните не сакаат измамници и манипулатори да ја водат државата, пишува во соопштението на ВМРО ДПМН, посочувајќи дека граѓаните се чувствуваат постизборно измамени и бараат парламентарни избори заедно со локалните. Представници на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска поднесоа иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието на Република Македонија. Правната битка мора да ја водиме бидејќи ние не бараме ништо вон правно и вон правниот систем. За таква држава се бориме и сакаме во Република Македонија тоа да функционира, рече Богдан Илиевски, еден од организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Денеска, откако до Уставниот суд поднесоа иницијатива за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието на Република Македонија. Ова е само почеток, ова иницијатива до Уставниот суд. Имаме ние и други инстанции до кои што ќе се обратиме, дури и во случај доколку Уставниот суд во конкретниот случај се прогласи за ненадлежен, што би било абсурдно и би бил еден преседан и еден голем срам кој што во иднина ќе го изучуваат по учебници како негативен пример. Меѓутоа, подготвуваме една, што најавувавме изминативе 10 дена, 2 недели, голема тужба против многу учинители, сите вклучени во овој процес, не само во последните 70 дена или последните 5 месеци после изборите, туку во последните малте не 3 години. Така што ќе опфати многу аспекти во неа покрај тимот на врвни правници со кои што фала им за интересот, располагаме, ќе се вклучат и филозофи, социолози, психолози, историчари, така натака. Значи, правната битка мора да ја водиме, бидејќи ние не бараме ништо вон правото и вон правниот систем. Илиевски потенцираше дека протестите ќе мируваат бидејќи енергијата ќе насочеле кон правната битка. А ако имало потреба, вели Илиевски, тие повторно ќе излезеле на улица и мирно и достоинствено ќе протестирале. Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими најави распределбата на топлиот оброк од народната кујна на Министерството да се врати по старо. Корисниците на храна да ја подигаат од повеќе локации, со што ќе им биде олесната и полесно достапна. Барањето на корисниците на топол оброк од народната кујна на Министерството за труд и социјална политика за распределба по старо најверојатно ќе се исполни.
Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими вчера во изјава за К1 телевизија рече дека овој проект има за цел да им голесне животот на лицето од оваа категорија и дека проблемот со распределбата на храна ќе биде надминат. Државата мора да се грижи за таквите лица и впрочем проектот Народни кујни е токму насочен кон задоволување на потребите на најранливите категории и вакви проблеми во иднина не сме да се случуваат, но со оглед на времето во кое се наоѓаме и тендерот кој што беше објавен, се случи овој проблем, меѓутоа секогаш кога има добра желба и волја да се среди некој проблем, значи проблемот може да се среди. Оваа информација денеска се прераскажуваше помеѓу лицата корисници на топол оброк. Има надеж за нас, велат тие. Сега се во очекување да ја слушнат веста, од кога и кои ќе бидат локациите каде што ќе се дели храната. Сакам многу да му се заблагодарам на министерот, ако во случај пак бидеме вратени сите од кај што си земавме. Инаку вака правиме по 2 до 4 километри за четврт лепче, се ако го немаш и тоа, ама многу ни е тешко да идеме многу надалеку. Ако може да бидеме вратени, секој од кај што си земал, и сме многу благодарни тоа ако се направи. Јас сум благодарна на министерот што најави за хранава што зимаме ние, што не исподржаваат. На почетокот на јуни 2006 година во Велес, Министерството за труд и социјална политика го подели првиот топол оброк, најавувајќи го проектот Народна кујна. Од тогаш па се до 15 месецов, топол оброк за лицата корисници на оваа услуга се подготвуваше и делеше во 6 клона на детската градинка Димче Мирчев. Последниот тендер за подготовка и распределба на топол оброк го добила скопска фирма. Под тука и произлезе новата распределба само од просториите на лицата со оштетен вид. Во насока на подобрување и полесно имплементирање на законите во Република Македонија, преку проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива, денеска во Кавадарци се организираше информативен настан на тема права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи и колективни договори. Мартина Митков ги има деталите. 16-та инфосесија во рамки на проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива се одржа денеска во Кавадарци. Истата беше на тема права и обврски кои произлегуваат од Законот за работни односи и колективни договори. На информативниот настан присуствуваа представници од микро, мали и средни предпријатија, кои имаа можност да се информираат за полесно спроведување на законите и паралелно јакнење на јавно-приватниот диалог. Целта е да се информираат малите, средни и микро компании од Република Македонија за сите права и обврски кои што произлегуваат од овие закони и воедно да се согледаат, да кажеме, кои се попреките или препреките или проблемите со кои што се соочуваат овие компании, со цел да се направат подобрување на проектните активности за да се дадат конкретни препораки кои што понатака би се доставиле и до соодветните институции во Македонија. Ова беше првата инфосесија од темата за работни односи и на истата беше презентирана законската регулатива и практичната примена во секојдневието. Ваквите инфосесии представуваат можност за собирање на значајни податоци за најчестите проблеми на компаниите. Целта е да се информираат компаниите, малите, микро и средни компании од Република Македонија за сите оние права и обврски кои што произлегуваат овие закони во 3 области, а тоа се Законот за животна средина, даноци, царина и работни односи и колективни договори. Инаку овој проект на УСАИД е финансиран од владата на Соединетите Американски држави со цел да се даде поддршка за економскиот раст преку ублажување на притисокот врз македонските компании кои се погодени од често менување на законската регулатива. Кривична пријава заработи 27 годишен Свети Николчанец поради постоење сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични и други психотропни супстанции и прекурсори, информираат од МВР.
СВР Велес поднесе кривична пријава против ДТ 44 години од Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело затајување. Имено во текот на 2016 година пријавената извршувајќи работни задачи како благајник во ЈКП Дервен, дел од паричните средства од наплатата на сметките на граѓаните не ги прикажувала и раскнижувала, а дел од паричните средства во благајна ги присвојувала за себе, со што го оштетила ЈКП Дервен за 15.977 денари. Кривична пријава од страна на СВР Велес заработи 35 годишниот ИЈ од село Пепелиште, Неготинско, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата. Пријавениот со пропуштање на должниот надзор несовесно постапил во рамките на своите овластувања и должности како претседател на Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност при СВР Велес и не донел решенија во законски утврдените рокови, со што настанало застарување на поведените предлози за дисциплински постапки. Имено пријавениот со решение на Министерството за внатрешни работи е назначен за претседател на Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност при СВР Велес и истиот на 25.10.2016 година со записник за предавање од претходниот претседател на комисијата примил вкупно 8 предмети за постапување. За 3 предмети пријавениот закажал и одржал расправа на Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност, пошто од страна на комисијата биле поднесени и предлози за донесување мерка до одделот за заеднички работи при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. При постапување по предметот, МВР констатирало дека во трите наведени случаи настапила апсолутна застареност за донесување на соодветно решение во дисциплинска постапка, од причина што субјективниот рок за донесување на соодветно решение од 6 месеци веќе бил изминат. Полициска станица Свети Николе поднесе кривична пријава против ЈН 27 години од Свети Николе поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Имено на 27.2.2017 година на регионалниот пат Скопје Свети Николе, кај местото викано Преотски ливади, атар на село Преот Свети Николско, при контрола на патничко моторно возило Алфа Ромео со бугарски регистарски ознаки во кое се превезувал пријавениот, полициски службеници извршиле преглед над пријавениот, при што во десниот ракав од блузонот пронашле и одзеле 2,55 грама хероин и 2,13 грама мешавина од кофеин и парацетамол, кој ги набавил од непознато лице од Скопје за 3000 динари. Психотропните супстанции му биле одземени, а лицето е приведено. Отворен ден организираше стручното средно училиште Колене Делковски. На штандови во училишниот двор, но и во кабинетите, учениците ги презентираа насоките кои се изучуваат во ова средно училиште. Отворен ден во средното Колене Делковски. На штандови во училишниот двор, но и во кабинетите, учениците ги презентираа насоките кои се изучуваат во ова средно училиште. Ние ја учиме струката угостителство за готвење и денес сме тука за да им да ги насочиме девetodeленците да се запишат оваа струка. Зашто? Што е убаво во оваа струка? Што вие научивте досега? Ние научивме многу рецепти, научивме многу десерти да правиме. Стварно убаво да се занимаваат со оваа струка. Хотелско-туристички техничар, рецепционер. Ова е 4-та година, додека таму завршуваш со 3-та, тука продолжуваш 4-та, секако ако сакаш, не е морално. Ова е воведено сега како редовна, порано беше воведено како вонредна само, сега е воведено како редовна. Имаме соработки со туристички агенции, со хотели, праксата се изведува на рецепција и во други сектори. Идните ученици во ова училиште денеска можеа да се запознаат со социјалните партнери. Дел од компаниите кои соработуваат со средното Колене Делковски го презентираа начинот на изведување на практична работа. Практичната настава има многу големо влијание, дека нашето училиште практичната настава ја реализира во училиштето и надвор од него. Она што слободно можеме да се пофалиме е дека социјалните партнери се веќе во состојба кога они заедно во соработка со нас доаѓаат и се договараме за реализација на истата. Значи, практичната настава е многу битна и затоа и денес и социјалните партнери се заедно со нас.
Според конкурсот во прва година предвидено е да бидат формирани 8 паралелки во 4 струки. Учениците имаат можност да одберат помеѓу електротехничка, машинска, сообраќајна и гостителска струка. Сите струки нудат убави образовни профили, различни од машински, од електро и сообраќајна и од гостителска. Можат да бираат 3-годишно и 4-годишно образование, значи желбата нивна ние ќе ја проследиме, ќе се потрудиме според нивните барања, ќе организираме настава, инаку би било добро учениците се информираат дека оваа година ќе има и реформирана програма, каде што ќе се зголеми процентот на практичната настава. И на овој отворен ден беше потенцирана соработката со Средното училиште Станислав Сташица од Полска. Проектот за заемни посети и понатаму е активен. Недобрите ученици секоја година ќе патуваат во посета на Полска од таму деновиве. Група на средношколци се очекува да пристигнат во Велес. Македонскиот центар за меѓународна соработка денеска го промовираше четвртиот извештај за овозможувачка околина за работа на граѓанските организации во Македонија и регионот. Извештајот ги следи состојбите во 3 области: основни за гарантирани законски слободи, рамка за финансиска одржливост на граѓанските организации и односот меѓу владата и граѓанските организации. Извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка, Александар Кажаловски, информира дека она што е карактеристично за 2016 година е зголеменото учество на граѓаните на протестите кои, како што рече, поминаа во релативно мирна атмосфера. Во продолжение вести од Македонија. Исплатата на субвенциите може да започне. Ова е конечната одлука која денеска донесе Уставниот суд. На денешната седница беа укинати оспорените одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупцијата, со што треба да се овозможи исплата на земјоделските субвенции. Одлуката на судот ќе важи од денот на објавување во службен весник на Република Македонија. Од Министерството за финансии вела дека по официјалното објавување на одлуката на Уставниот суд во службен весник таа стапува на сила и Министерството за финансии ќе пристапи кон исплата на субвенциите согласно динамиката предложена од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Според податоците од платежната агенција, досега до Министерството за финансии се испратени подпишани налози во вредност од 50 милиони евра за исплата на субвенции во земјоделството. Министерот за финансии Кирил Миноски на почетокот на неделава изјави дека буџетот е ликвиден и во моментов има доволно средства да започне исплатата на субвенциите. Минатата недела Уставниот суд поведе постапка за оценување на уставноста, односно донесе времена мерка за запирање од извршување на оспорени одредби со кои се забрануваше исплатата на субвенциите до формирањето на новата влада. Иницијативата до Уставниот суд беше поднесена од земјоделското здружение Агротеквешија, со која се бараше оспорување на членот од изборниот законник, според кој е забранета исплата на субвенциите до формирање нова влада. $13,199 склучени бракови имало минатата година и намалување за 7% во однос на претходната година, додека пак бројот на разводи лани изнесувал 1985 и бележи намалување од 9,8%. Ова се најновите бројки што денеска ги објави Државниот завод за статистика. Најмногу бракови, односно 1721 или 13%, се склучени во август, а најмалку се склучени во април, односно 637 или 4,8%. Најчесто е стапувањето во прв брак со учество 92,5% за жените и 91,2% за мажите. Во втор брак има 8,1% и трет брак 0,7%. Од вкупниот број на склучени бракови почесто стапуваат мажите. Според Државниот завод за статистика, во најголем број на склучените бракови, жените биле на возраст од 20 до 24 години со учество од 33,7%, а мажите во старосната група од 25 до 29 години со учество од 37,1%. Просечната возраст за склучување на прв брак е 26 години за невестата и 29 години за младоженецот, што се однесува до разводите. Најмалку разводи имало во јуни 39 или 2%, а најмногу во март 245 или 12,3%. Најголем број на разводи се случиле кога жената била на возраст од 25 до 29 години, а мажот на возраст од 35 до 39 години.
6 лица се повредени, а 2 други се водат како исчезнати по силната експлозија во фабрика за барут во местото Монколко во југозападниот дел на Полска. Како што јави ТАСС, повредените кои се во животна опасност и двајцата исчезнати се работници во фабриката. На местото на експлозијата пристигнале противпожарни амбулантни возила и во тека акција за пронаоѓање на исчезнатите работници, за кои се претпоставува дека се затрупани од разурнатите делови од фабриката. Представник на спасувачките екипи информира дека нема опасност од дополнителни експлозии во објектот. Причините за експлозијата за сега не се познати. Следуваат информациите од светот. Коалицијски договор за заеднички настап на предвремените косовски парламентарни избори подпишаа Демократската партија на Косово, Алијансата за иднината на Косово и Иницијатива за Косово. Како што пренесуваат медиумите на само неколку минути пред истекот на крајниот рок за предавање на кандидатските листи, Кадри Весели, Рамуш Харадинај и Фатмир Љума постигнале коалицијски договор. Нов почеток, Демократската партија на Косово, Алијансата за иднина на Косово и Иницијатива за Косово, стои на Facebook профилот на представникот на Демократската партија на Косово, Беким Хаджиу, партија која досега беше дел од владината коалиција со Демократскиот сојуз на Косово на премиерот Иса Мустафа. Партијата на Харадинај, кој досега беше во опозиција, претходно тврдеше дека има црвени линии кога станува збор за коалицирање со владеачките партии. Во исто време, Демократскиот сојуз на Косово на Мустафа синоќа склучи предизборен договор со Алијансата за ново Косово на Беџит Пацоли. Само неколку часа по состанокот кој што го имаа председателот на САД Доналд Трамп и неговиот руски колега Реджеп Тајип Ердоган, пред амбасадата на Турција во Вашингтон се судрија представници на оние кои што се против турскиот председател и оние кои што го поддржуваат. Најмалку 9 лица се повредени, од кои двајца потешко. 2 лица се уапсени, од кои едно е обвинето за напад врз полицаец. За сега не е познато која група го почнала судирот. По инцидентот реагирала полицијата која го затворила сообраќајот, а потоа пристигнале и пожарникари и амбулантни возила. Новите мерки за штедење кои што ги договориле грчките власти и кредиторите се причина синдикатите за денеска да го организираат 24-часовниот генерален штрајк. Откажани се сите авионски летови, а во прекини железничкиот сообраќај, како и морскиот. Ферибродите и останатите бродови остануваат закотвени. Поради вчерашниот штрајк на новинарите, Грција денеска и без дневни весници, а од денеска започнува и 48-часовниот прекин на работата на лекарите и медицинскиот персонал, кои се незадоволни од најавите за намалување на средства за здравствениот систем. Генералниот штрајк се организира во време додека во грчкиот парламент трае дебатата околу предлог законот за новите мерки за штедење, за кои пратениците треба да гласаат утре вечер. Пред крајот на дневникот ви ги соопштуваме и метеоинформациите. Сончево време со мала до умерена облачност и пораст на дневната температура се очекува од утре до сабота. Како што најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи, во сабота кон крајот на денот ќе има услови за локализирана појава на нестабилност, а нов влажен бран со врнежи од дожд и појава на грмежи се очекува в недела, кога ќе дува повремено засилен северозападен ветер, што ќе услови повторно намалување на дневната температура. Дневната температура утре ќе се движи од 16 до 26 степени, во петок од 22 до 28 степени, во сабота од 23 до 30 степени. Во недела дневната температура ќе биде од 17 до 24 степени. Со ова го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.